Во претходното видео зборував за тоа зошто БДП не е исто што и богатството, не е исто што и животниот стандард, односно квалитетот на животот. Денес ќе зборувам за тоа што БДП не опфаќа животната средина. БДП не ја мери чистотата на воздухот, на водата, односно здравата животна средина. Можно е економијата да расте, но загадувањето да се зголемува, можно е бројките да изгледаат подобро, меѓутоа квалитетот на живот да се намалува. Слободното време. Ако сите работиме повеќе часа, БДП ќе расте. Ако земеме повеќе слободни денови, имаме повеќе слободно време, БДП ќе опаѓа. Но дали секогаш повеќе работа значи и подобар квалитет на животот? БДП не ја мери вредноста на слободното време, вредноста на времето поминато со семејството, на одморот, на менталното здравје. Непазарна активност, грижата за деца, грижата за стари лица, домашното производство, сето ова има реална вредност за општеството. Доколку нема пазарна трансакција, таа вредност не се регистрира во bruto домашниот производ. Распределба на доходот. БДП ќе ни покаже каков е просечниот доход во една економија, но не и како е тој распределен. Што значи дека просекот може да биде висок, ама и нееднаквоста може да биде значајна. Со други зборови, БДП нема да ни покаже дали сите имаат еднаква корист од тој раст. Затоа, кога зборуваме за богатство, за квалитет на живот, треба да гледаме малце пошироко. Треба да ги земеме предвид и квалитетот на образованието, здравството, животната средина, еднаквите можности за сите. БДП е корисен показател, но не ја дава целата слика. Затоа, ако сакаме да ја разбереме економијата, треба да гледаме малце и зад бројките.